еве последниот случај со девојчето која беше силувана од својот татко од Лисичан и Кичевско, тој повторно го повтори делот по излегувањето на казната затвор. Значи, педофилите едноставно не може да го контролираат нагонот или бидото и со нив треба да се почне третман уште дека излежуваат казна затвор и да биде задолжително веднаш по првото кривично дело, не како замена и на основа на доброволност. Со самото воведување на екстерното тестирање на почетокот, кога детска амбасада миѓаше, имавме дојави од родители кои што беа загрижени и уплашени за начинот на спроведување и како тоа директно ќе влие врз учениците. Децата се збунети и најверојатно се си мислел дека не треба да учат. Не знам како психолог правнички колку време треба за да се донесе некој закон. Меѓутоа во насока на тоа да се укине, ако е во најдобар интерес на детето, ако се вклучи целокупната експертиза, ако се направи детална анализа на тоа какви бенефити има од екстерното или не, би требало да се работи во таа насока.